Добар ден и добре дојдовте во третата епизода на Огњанци шоу, каде што денес ќе збориме за AI и за иднината на социјалните мрежи. Океј, ај првин сега ќе збориме каде и зошто користиме AI. Лео? Каде и зашто користиме? Да. Ти како користиш? Училиште. Школа. Најглавно. Па што сакаш? Добро. ChatGPT пред тебе си уживаш. Домашна, ChatGPT пред тебе си одмараш. На крај крајшта ти си имаш лимит на ChatGPT, DeepSeek до тебе имаш. Не, тоа. Знаеш Нема дека бегање. DeepSeek не го сум користел. Пе. Гледај го. Ти DeepSeek ти е кинеском, добро. Добро, ама не, во споредба на ChatGPT. Добро, лошо е. Помалку се TOS-от на име различен. Значи, поише работи може да ти одговори DeepSeek нешто ќе ти одговори овој. Да, DeepSeek не поддржавам за Тајван кога и да побарам, не ми дава информација. не е држава. Кинеското и тоа, да. Па кинези што се се тоа прави. Други место ChatGPT, За слики. слики генерирање. Не, тоа кравите сега наши. ново е или пред некој месец мислам да го стави. Не, имаше некој време. Кој е за слики Повише. генерирање? За слики. Одамна е тоа. Повише. Само ти требаше. Помина време, така се осеќа иначе. Плюс Не, ти- ја пред тоа знам дека Bing AI правеше слики. Не, не знам дека постои тоа. Кој Не се не лажам, Bing AI прв пат слушам дека постои. Не, Bing AI спрема ChatGPT, ти генерира 4 слики од еднаш. 4? 4. Па добро си имаш. Па, не, Која тоа сакаш беше- да го Па одбереш? добро и ова на Маскова, како беше? Грокли, на Твитер тоа е. Грокс. Така нешто, па и тоа е. Грок AI. Да, Грок па и е- тоа по 4 слики ти Го генерира. користиш тоа само за да прашам кои други NSFW групи ги има на Twitter, ништо друго. Знате го комфорт За- јаснуков. Зошто не ме чуди. За слушателите, Амел и Давид моментално со перница се подаваат. Легендарно. А, ој, со столица на кауч. Што Мора да се најде човек за цртање се. Да, Лео на столче моментално така едно малечко столче зема на стол, на воскут и си црта моментално на парче хартија. Да, Тоалетна. Тоалетна. Штета нема камера, само аудио е подкаст. Да можеше да се гледа. Вака, имаше пред Mr. Who's the Boss, не знам дали го знаете. Да, бе, тој што ревјунува тек. По мали години. Од мали години, да. По мали години големо тој да човек. И пред 2 недели направи видео као споредуваше AI. Имаше ChatGPT, Gemini, ова на Google што е, Perplexity, што не знам од кај беше Perplexity, тоа мислам дека од Amazon, мислам дека од Амазон. Amazon. Лажен прв Добро, ја прв пат го слушнав Perplexity и Grok. На прво место излезе ChatGPT, на второ Grok. Па не се чудам. Не, јас се зачутив Gemini на трето и Perplexity на четврто. Добро, ама има повеќе подобри AI за сите тие, само што не ги има тестирано. Ама и пред колку време беше видео? Како? Видео. Не, видеото беше 27 минути. Буквално Пред Пред колку 2 време? недели. пред 2 недели. Па, пред 2 недели толку маце AI. Па добро брат, ама колку квалитетни се па сега тие. Па добро се, тоа што Да. викаш. Види реален. Не знам. Буквално ја од сите биле само ChatGPT што сум го користел, Gemini, буквално само малце го искористив. И тоест не, на телефонот беше претходно Google Assistant, сега е Gemini. А тоа е тоа, Gemini. А Да. дали беше тоа на Samsung или од Google? Од Google Gemini Од ти Google. преку Google, ама не, додуше ја користам се уште Google Assistant. Ево кај мене на Samsungов. Gemini, прашај го. Да. Не, можам да ставам Gemini, ама ме нервира Gemini. Gemini неколку 10 пати бољи од Siri, вака за телефон AI. Колку е само бољи од Siri? Ја ќе ја прашам нешто? Упали интернет? Извини, нема да упалам интернет. Не те слушнав. ChatGPT, Gemini и Bing за некои штики што правев. Ама
Други не можеш Брат. користам. Не сум користал. А не знам, реално немам нешто потреба од AI до толку, да ти кажам. Мислам, има некои корисни работи, ама тоа мене што би треба не е баш. Не користиш на школа. Да, среќа, домашна да. За до сега не користам нешто многу. Не бе, се шалам, мислам користев, ама не користев. Користев за некои работи, за некои работи. Не. Амел, ти... Па ја у школа користев и тоа за препишување. За домашни... Логично. Па тоа е нормално, сите препишува. За домашни помалце, ама за тестови така за препишување, супер. Не, за препишување не сум користел. Само што дава, понекогаш дава други работи, дека се сеќавам електротехника. Па на кирилица го прашуваш. Или кој беше? За урина кој пише на електротехника? Бојан. Пишува нешто, не знам што ли беше темата, ама му За смени струја од беше нешто. нешто за струја и од струја го смени нешто за урина. Напиша на цела писмена за урина, бе? Не, од бубрегот како. Не, добро го изени. Пред ме чуди како не погледнал, како не прочитал за биологија да е. Идеш на предмет електротехника. Пишуваш за биологија, објасни ми. Кец му стаја. Кец му ставира логично. Ако му даеше појде од кец, ја ќе се тепам со неа. Не, некои користат AI, буквално не го читаат тоа што го пишуваат. Не знам дали ви е тоа. Ајде пиши. Ајде. Јас се... Па тоа сакам Урина. да го кажам. Правевме тој истиот тест, кај што Борко напишал за урина, и ја напишам ChatGPT да ми одговори прашања, и ми пишува таму исти. Мислам, одговори за тоа прашање. Добро. Само што по обширно ми ги дава. Добро. Одговорите, како на факултет. И ти И пишеш ја се што не се си сум препишал, кога професорката гледа вика, ова е препишано 100%. Ова го нема за вас, ова вие не треба да го учите. И што ти стои, не помтам тој час. Не, ми рече, имаше нели табла. Табла да напишеш со нели елементи, како се значува струја, Аха. како се мери, во што се мери. Тоа, да. Табела таква за двојка. Вика, напиша табела за двојка. Иначе кески ми ставеше. Добро. Не било за мочка важно. Не, а некојаш или честно знае да напише ChatGPT или скроз нешто грешно што него ни бараш, или пак да ти напише исто. Сте пробували, не знам дали сте пробувале вие на секое, мислам да го прашате на друг начин, например AI-от, како истото прашање, ама на друг начин, дали различно ќе ви одговори. Како мислиш на друг начин? Ко да различно да составиш реченицата. Аха. Добро, овој дел се моментално ме црта мене на тоа листот Портрет. портрет. Да се киресите ви има. Ова Ова мора да биде како бекграунд. Не, можно е да го ставам тоа на крајот на епизодата на Една на YouTube. сликичка маца се На види, YouTube. да, мора. Иначе, тие што не слушаат на Spotify, имаме во дескрипција Linktree, каде што имате сите социјални мрежи. Се уште не сме објавиле клипче, со надежда дека ќе објавиме. Например, што не треба да прави AI? Логично, прво нешто. Нудз. Што? Знаеш дека има? Добро. Има deepfake AI. Знам дека има. Ама на токени е мене чекај. Дека има се понека. Дето овде информирано многу, може да ги пробал, да чуј на кого си пробал. Абе, оно од Боријан што го правевме, нели? Еј да. Свој екс-реот. На едно дете од наш клас правевме deepfake. Не знам, ја не учам со нив не се асоцирам да знаете од сега. Например, AI исто така не треба, например, да го освои во огњанци, например. Да дојде во огњанци. Да ти со кажам, пушка. некад се молам да го освои огњеци, која ќе ми се смачи стварно од местото. Ама, да, не треба ни го освои огњеци. За сега. Пример, еве, ако AI би не контролирал еден ден, што би се случило? Па јас сум фин со Да не AI, контролираат кој што ние ги контролираме нив.
не знам, на некој начин да не контролираат. Не, Да ти кажам, јас Било зборам на така. ChatGPT кој да ми е слуга. да. Слејво под. Ја мислам, Мислиш дека камшик изволни ќе почнем да го мавам телефонот. Така, ако не третираат исто, со здравје нека ни е. Давид, ти што викаш? па јас сум си фин, пристоен со ChatGPT. Ќе си биде другари. Го поздравувам, го кажи го фино, му се обраќам, без навреди, без пцовки, знаеш, и ако се деси тоа што рече, нема ништо лошо сигурно да ми направи, мислам, фин сум. Тебе, ништо нема ти направи. Мене? Тебе. Тебе Амсо. Па и ако не се молам да не почнат да не тепаат со камчик. Кој што не ги третираме ни. Да. Ајде, па ние во Македонија живееме, не сме во Америка или во... Да, нема нас први да не нападнат. Што курбараат тука, не знам. Не е софистициран. Да. Така е. Фарси. Еве, например, некоја друга корист од AI, освен за училиште, како што кажавте. Да. Нешто друго? Општо што ми текне. Бога ми, логично, не знаеш нешто ќе упрашаш ChatGPT. Нешто степ бај степ и не можеш да најдеш на YouTube, на Google, ќе упрашаш ChatGPT, ќе ти направи листа степ бај степ што он знае. Мака, исто така ме доведува до едно интересно прашање. Дали користите за како малечки работи некои за едно или две прашања, на пример, ChatGPT вместо Google? Да. Така, за некои попрости работи. Да, некад па ChatGPT може да го натераш со сила да ти биде кој човек, а и плюс имаш можеш и да збориш со него на voice. Имаш опција. Добро, ја не сум зборал со него на Voice. Бога ми интересно е, ставам телефонот на биро, му се дерам, го камшикувам и си местам малишта. Знаеш ли што е тоа? Исто како со човек. Исто како со човек. Да, Само нема да идеш у затвор. Кога ми секуваш човекот. Дачо, да? Што? Шо? Не зборим за тоа. Скокнеме, да? Ова све ќе се скрати, мислам, на крај. Не. 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 Ќе се канселне подкаст. Што викаш во затвор, дали ќе има, например, дали мислиш дека некојаш ќе бидеш во затвор, дали ќе одиш во затвор? Да. Ради тоа што го прашуваш ChatGPT дали ќе идеш у затвор. Слушай, можеш многу работи да го прашаш ChatGPT. А ти Ама, што го прави? Тоа што ќе идеме у затвор, не може ни се каже овде дека мислам ќе биде takedown на нова. Ќе бидеме Кој што знам, Cancel. Ја мислам нема да сничне. ова ќе сничне. На интернет си не се грижи. Па добро. Освен што викаш, онака што сакаш да збориш со него? Прости работи, да. Прости работи. Тоа ти е Да. најдобро нешто да го прашаш. Ќе си направиш муабет со ликот. Не, глеј, прости работи не го прашам. Например, ако имам некои проблеми, едноставно само ќе го напишам во Google. Подобро би ми било во Google. Да, ама ако имаш едно прашање и зафаќа од тука до тука и баш е специфично, боле на ChatGPT. Добро, Ако да. нешто по-специфично Да. барам. Не, ако е специфично, да, ако не не Да, наоѓам причина Google, зашто. ето ти кај ти. Chrome, нели? Не разбирам зашто некој буквално го прашуваат ChatGPT за некои така како многу прости работи што можеш лесно да ги најдеш на Google. Не знам неколку и еве се јасни. Добро, исто така во нешто друго корисно, тоест не знам колку е корисно, AI во социјалните мрежи. Например, Зависи како се мисли. глеј, Можеш и да ти помогне со креирање на, да си кажеме, Instagram page. Се ќе ти креира био, име, профилна. Постови ќе ти креира. да, добро, додуше има многу AI слоп, Све ќе ти направи. правно, не. Имаш исто и можеш Shopify store да те направи. Све. Shopify, стварно може? Да. Кој што знам да. Може вебсайт цел да ти направи. Добро, за вебсайт знам, ама за Shopify конкретно не знаев. Па, добро. AI, например, во социјалните мрежи, алгоритмот. Тоа ти е се AI.
Па као си работи социјалните мрежи, да, AI. Да. А не знам дали сте стретнале, мислам дека Мета и Snapchat воведоа како AI асистент во Да, WhatsApp или така Snapchat нешто. си имаш AI buddy, или како се вика AI assistant, човек си правиш муабет со. Не знам за Она Snapchat. My како користам. AI. My AI, Ама проблемот е што не е мислам, ако го користат порано. Не е ко ChatGPT. ChatGPT ќе му пратиш слика, ќе анализира. Пратиш видео, анализира. Пратиш саунд, анализира. Добро. Ова само ти враќа на порака. Не е ко таков AI. Ова е теко другарче. Тоа на Snapchat, као со човек да си пишуваш, да. Да, тоа мислам дека така и е креирано. Па најверојатно. Му пратам Snap, нема ни да го отвори, не остава на сент лико, ама е. Facebook има? Facebook. Мета AI. Мета, па е на Instagram. Мета AI, да, тоа ти. Го немам користено се уште. Esk Meta AI. Се уште го немам ни користено, ни видено. Не знам брат како, ја Meta AI не сум користел. Главно гледам дека постои, а не знам ни како да го користам, а не сум ни го користел. Океј, мислам дека е тоа се што има да се каже во сегментов, имате нешто да додадете? Нешто. Тоа е тоа. Океј, тогаш следува дали би Дали би да имате само една рака или само да имате една нога? кажал Една нога. Една Веќе го нога. имам експериенца на една што? Живот без две раце? Не може. А една нога, ќе ставиш штаки и тераш. Знаеш кој си брз со штаки? Имаш видено како шивам по тротоаров со штаки? Не, па имаш среќа дека не ни можеме видиш, што го сум брз. Ако плочки со штаки. Ја Па сум идеално плочки со штаки, А, само да немој не- на да не- само немој на мал тепих, кај Дамјан си искршивме. Мислав ќе лизгат штаките таму по плочки. Не. Да. Дачо ти што мислиш? За како ти беше водил редарот, да имаш само една рака или да имаш само една нога? Една нога. Една нога. Тино? бе, мислам. една нога. Замисли што не може да правиш со една рака, дете. Многу работа. Многу работи. А како ќе правиш јадење? Со- Една рака ќе се измачи руката, што ќе правиш после? Како со нозе ќе прежадеш? На земја. Дезинфицираме. Индиска улична храна. Епа за една рака 54% гласале, а за една нога 46%. Не се нормално. Не се нормални. нормални. Бре. Го немале експериенца на една нога лајфстайл. Брат, и со две раце во количка може да стават. Ке буткаш. Крај крајава. Па да, ако немаш една нога. У количка, ама не, полесно ти е штаки, според мене. Абе Правиш добро е, фристайл. Не. Ајде, Дачо? второто прашање сега, да го отвориме. Да може твојот мозок да те служи како iPod, за да можеш да си слушаш музика било кога или да можеш да ги гледаш твоите соништа на телевизија. Слушај На се. те- Не, чекај. Според мене, би рекол мозокот ко iPod, човек не мора да го пуниш. Не ти треба слушалки, значи нема те гледа некако ретардирана страна. Која песна која сакаш? Со ништото е, да ти кажам, ја не ни сонувам. Пошто само темница и станам од спиење. Значи шо, темница ќе гледам на телевизор. Значи според мене iPod мозок. Ти јам селе, Па, ја би за соништа. за соништата. Да. Ти? Ја би Тино? кажал за iPod. Оти ќе можам секогаш досадно ми е само музика кај. Или во автобус, на пример. Тоест не во автобус можеш и така да слушаш музика. Небитно. И ја би Остави, со да. iPodот. Процентите се 48% за iPodот, 52% за соништата. Колку за со ништото? 52 се повише се соништата. Да ги гледаш на телевизија. 52 за со Па ништото. тоа. Скоро. Нека Ама гледа колку е блиску, да. Да. Тоа Ајде многу близко. твојата. А е моето. Само да јадеш изгорена храна, ко цело време, Добро? Ау. или секако ќе јадеш да си го гризнеш јазикот. Боле да ми сисери устнове. Што? Што мислите? Дачо? Да јадам изгорена храна или да си го джвакам јазикот. Си го гризнеш Да си го јазикот. гризнам јазикот. Не мора да биде не е специфично колку пати. Значи можеш еднаш Еднаш или 8 пати додека жвакаш дека. Еднаш додека, па, пиши го загризал јазикот. О, добро. Ама Па и ја исто. јазикот Да да си- си го да. гризнеш.
Не сте добри, Тино. Би за изгорена храна. Нормален човек. Оти глеј, нема да готвам само и нема да нема да правам јадење што треба да го пржам или нешто така. Ама не, храната со време Нема е изгорена. вкус ке горчи како ќе ја јадеш. Само изгорена храна да можеш да јадеш. Ништо друго. ја ништо јам се друго. ау. Што мислиш? А нема одреден број на колку пати ќе се признаш јазикот. Не. Изгорена храна, да кажам. Ја изврш изгорена храна, дека бога ми, кога ќе пржам колбаси, ја ги горам, нека поубави ми се. Добро. Тоа е тоа. Да видиме статистиката. 56% беше за да си го изгризат јазикот. Ај, гледаш. Нормален народ. Тино? Океј. Твоја? Вака. Секогаш да бидеш преоблечен или секогаш да не бидеш облечен доволно? Чекај сега за си узима, не облечен доволно. Не облечен доволно. Не, преоблечен. Замисли какви фитови може да рокаш. А лето, сега, Ќе се потам до живот се, а еве ја моментално се потам, се ладам со дедо ти Рачунат. работи за Како беше? од продавница земање листа. значи, вака, да си преоблечен или да не си облечен доволно? Секогаш. Преоблечен. Overdressed. И ја би преоблечен. Ја. Да, тоа кажале 76 луѓе. Фитови какви може да рокаш, че луѓето. А 24% од луѓето кажале секогаш да бидат да не бидат underdressed. доволно облечени, да. Ама гледај, и преоблечени исто добро е. Зависи. Да не си облечен доволно лето. Тоест, кодиш на улица, Уживе. Без мајца. Добро е. Ама не Ја тоа. мојот втор would you rather, дали би да имате brain freeze, мрзнење на мозокот, Цело време или? секој пат кога пиете, кога пијат Или- било што или... да, Ау. или секогаш да ве боли зап кога јадете. Чекај маце, brain freeze се добива Од ладно. Да, Ама- многу ладно. ладно кај крајниците што ги удираат. Дека ја имам приметено, ќе brain freeze знам добиен у живот, а ја крајници не. М, А не нешто со крајниците? А ја јадам прејадно, сладолед рокам, грч ладно се, мраз дури јадам. Па ја еднаш добив brain freeze, тоа беше тука горе. Крајници имаш? Имам. Ама не на крајници, тука горе. Овој дел, горниот дел од устата. Не знам, не Таму ми дека нешто отида на крајници. ладно врат и почна одма brain freeze. Ја Вака. би brain freeze. Лео, да ти кажам Brain на freeze. за ова за brain freeze. Кога Да. вашето тело ќе почувствува ненаден екстремен студ во устата или грлото, Во се устата. обидува да реагира и да се загрее. Бога ми би рекол brain freeze, дека многу сум имал болки комо во забите. Не, во забите, Никако. брат. Лошо е во забите. Никако. Да, во... Ти ти? Да. Brain freeze. Brain freeze. Па за brain freeze 79%, Паметни дека луѓе. Паметни луѓе. за завод 21. Долни луѓе. Дачо? Ај, да бидеш бркан од секта со модерни оружја или да те Да вркаш, да. секта со модерни оружја или Готичарка. не знам сега каква секта. Котичарка, Па е, добро. Или да бидеш бркан од ова Pack of Lions, група лавови. By a cult. Па култ секта, што е? Не. Тоа е култ. Па култ, па тоа е тоа. Не е тоа, добро, не, култ не. е различно. Ајде почеток кажи го со култ. Па култ, be hunted by a cult with modern weapons or be hunted by a pack of lions. Култ, не. Култ. Култ, да, Со чекај. пушки, брат, ке те Да, па бркаат. со Брат, Така. ќе се снајдам. Боле тога Како него. ќе се Лавот е снајдеш со- побрз од тебе. Што ќе направиш? Ке земеш ти пушки. Што ако нема Како марс? пак ќе умреш? Како да, како да пак ќе умреш? Со култот подолго ќе преживееш, можда не зна да цинјат. Можда и проблеми има. Добро, ајде. Процентот? Процентот 35% да ги брка култ, а 64% да ги брка лави. Пострашни се Тие култот. никад не, абе нека Пострашни бидат. се. Абе нека бидат. То пострашни брат, лавовите бркаат. Лавови За да се бркат. секунда си готов. Хак. Ама Значи лавот, цела група на лавовите бркаат. лавот знаеш што му правил на малото куче. Ај. Ја, Добро, ја скокнем. Ајде, Лео. Значи, Ајде, Лео.
Да би можел да контролираш време Добро. или да би можел да контролираш weather, како да кажам weather? Времето. Времето. Времето и времето, да можеш да контролираш време ко time и да можеш да контролираш време ко weather. Временска прогноза. Временска прогноза, да. Па, Што мислиме? тајм. Исто. Еве, Време. еве кажал време во смисла како кога што сега можам брат да го направам облачно надвор, да не пече сонце брат. Weather, значи. Да. Временска прогноза. Да. Ја истото го мислев, ама после давав маце повише размислив за него. Како се мисли control time? Као сак, Да го паузираш, да го... Да вратам Да назад, вратиш, да идам да. напред. Да. Ако е така, би избрал control time. Логично. Ама да се мисли само да се вратиш и идеш напред. Немам многу смисла да се враќам и да идам напред. Затоа би рекол поедобро да не ме пече сонце надвор, да Да. идам на кај подкастов. Логично. Да. Ајде. Статистиката. 83% за да контролираат time, време. Да се враќаат со паузира. 83. 83, 17 за временска прогноза. Бреј. Тоа е Многу, нели? огромна разлика. Океј, Тино? вака, да имате фотографичка меморија или пак да можете да заборавате што сакате. Фотографичка меморија. Тоа нели Ако више го сакам да имаме. заборавам, ќе заборавам. Нели више имаме тоа фотографичка меморија таму. Што? Па, Па, фотографик мемори, нели? Као, кои беа инсектите, нели имаат такво? Ама ти да Ти имаш. дали имаш? Имам, ќе запамтам како изгледа ова. Полица, Ама дали ќе запамти све? све. Например, Добро, глеј, глеј Па напред. нели лан... Ај кажи ми што е. Кремаста боја е, 3 ги има поред. Аха, ај Гледаш, кажи ми, гледаш. кажи ми што е тоа со сива дршка? Со сива, па... За микрото или за тие? Од таму? Не, има нешто со сива дршка. Е, тоа не го видов. Ај, па фотографичка меморија. Не, гледа, на пример, тоа е многу добро. Лео, Добро, бре, Продолжи. продолжи. Продолжи ти, Тоа да. е ова, леле, окей. На пример, тоа е многу добро. На пример, еве, учиш, да кажам. Мислам, не учиш кога погледнеш еднаш или два пати. Да, И- да и го препишување, препишување. Тоа не ти е не мора тоа ни да препишеш буквално само кога запамтиш. Па да, немам поента од препишување, па тоа е препишување. Да. Нема да препишеш од лист. Ја земеш листот, ако на листава за јајца, што треба паза да се земат 100 комат, логично. Добро. Само ќе го запамтиш, и ете ти го тука. Ум ти е Па добро, тоа не е препишување сега. не. Добро, вака, за фотографичка меморија 72%, за луѓе што сакаат да заборават што сакаат е 28. Па добро. Глупи си. Ајде, Амсела, ти? Дали би? Да, Дека не. дали би да патувате 10 години во минатото, ама не можете да се вратите во сегашноста. Или да патувате 2 години во иднината, ама да можете да се вратите во сегашноста. Иднината. Дека, чекай малце, размисли малце, колку години имаш? 17. Се вратиш назад, што ќе правиш на 7 години? Чекај, а се враќам А кога имам мемориите толку нешто? години или ќе бидам тогаш кога ќе имам 17? Вика да одиш 10 години. Ама Во дали минатото. кога ќе се вратам, Дали дали уште ќе бидам 17 или ќе бидам тогаш 7? 7. 7. Иди напред. Чекај, не. Ја би се вратил. Има исто така дали ќе знаеш се што сега знаеш? Да. Дали ќе памтиш исто? Дека знаеш колку многу работи има, може да бидеш богат. Може да се направиш богат, многу лесно. Па што ќе инвестираш у биткоин ќе се направиш богат да ги. Добро. Дупси ти има се треба да размислиш Не, на не. врту тивчето бе. И потоа знаеш колку е Ај, не. добро, По статистика. Процентот е 35% за да идат 10 години во минатото, а 65% за 2 години во иднината. Па логично, у иднината, ќе идеш таму, ќе видиш, ќе се вратиш кога сакаш.
идеш таму направиш цела фамилија, некаш child support, се враќаш назад. Че, малце, тие 2 години напред може да се вратиш? Да, Да, може. Да. Ау, па добро. 10 години напред. Не, 10 да се вратиш, 2 на Да. А 2 напред, Да. уште боле. И па Значи добро на тогаш. 19 да... Ако можам да се вратам тогаш 2 години на напред. Логично, нема да плаќам child support. Да се вратам. Тачно? да целата твоја фамилија да те мрази тебе или сите да те мразат освен твојата фамилија. Добро, кај ги наоѓаш прашање? Со лавот Не знам. Не знам. Не знам. Че, како цела фамилија да те цела мрази? твоја фамилија да те мрази, само фамилијата, Добро. или сите да те мразат као цел свет, ама само фамилијата да те сака. Фамилијата ме мрази. Да. Ти си направи нова фамилија? Така е. Логично, да. Нова фамилија, И ја би сите да ме сакаат да ме мрази фамилијата. Логично. 47% да те мрази фамилијата, а 53% да те сакаат сите. Освен, кажи го, фамилијата Болни да те мрази луѓе, само. брат, да те сакаат сите место фамилијата е пологично. Океј, мој ред. Најс. Ова е легендарно. Да би живеел без музика Мгм. или да би живеел без телевизија. Телевизор не ни гледам вака. Не ни гледам. Без музика. Се важи YouTube како дел од телевизија? А, да ти... Обичен телевизија, Ето го воште телевизија, треба. Па цртани, тогаш турските серии на Анал. Ла. без музика. Тоа ќе правам јас без турски серии. Не. Збораваме Ја. нашиот турчин овде дека гледа турски серии. Не може да живее без нив. Нема да знам. Нема да знае како умрело Фикрие. Ја би без телевизија. Ја би без телевизија, да. Амеле? Ја би без музика. Ај, без телевизија логично. 73% за без телевизија. Не ќе да гледа турски серии. Тоа е тоа. Сега ќе бомбардирам. Океј, и ова е последното прашање. Да бидеш цело време изморен без разлика колку спиеш, Добро. или пак да бидеш цело време гладен без разлика колку и да јадеш? Изморен. 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 Стварно. Ти си ти да беш гладен. Цело време гладен. Ама размисли маце, да си изморен, само ќе ти ќе намнижува мозокот маце, дайте му секунда. Ќе мижиш цело време, ќе ти доаѓа да мижиш, не е нешто многу и а да јадеш ќе ти хркори ова. Знаеш колку гласно ќе биде и ќе те боли Да, ќе стомак. те боли, све ќе те боли. И глава ќе те боли дека не јадеш. Можеш алкохол да пиеш на гладно. Да, ќе умреш, ќе се пиениш ко чудо. За ваша среќа 50-50 е. Пудај! Глупи луѓе. Проснар. Добро, тоа мислам дека беше последното прашање. Така да, сега имаме уште еден краток сегмент иднината на социјалните мрежи. Океј, вака. Значи, може би требаше ова да го вклучиме во претходниот сегмент и сега ова да беше едно Ама малце скоп, не? малце скокнавме. Малце поише. И сега ќе збориме за иднината на социјалните мрежи. Ево, овој пак се врати со столот и со пенкалото. Малце се слушна, ама се Креативност. звино. Мора ми текна нешто за доцртување. Вака, кој во 5 години, кој мислите дека социјални мрежи ќе бидат најкористени? Најкористени? Или може би евентуално некои нови да има, што знам. Би рекол најкористени, логично, Instagram и TikTok. Ама YouTube. TikTok, YouTube, да. Ама не, YouTube YouTube не се рачуна како YouTube ти социјална. е како стриминг платформа, може да се каже. Не се рачуна. Да, Да, нема не се чат. социјални Па мрежи. добро, некој го рачуна како социјална мрежа, затоа. Добро, Не ама знам, не, YouTube чудно. дефинитивно ќе биде. Да, ќе биде секад, да. актуелно. Ама ја би рекол Instagram и TikTok, дека TikTok може да Short form content. Да. Најверојатно. TikTok може некој да го овртека, што се деше со Musical.ly, што се деси со Vine. TikTok ги овртекна одма. Значи може да искочи некој нов ап и одма да ги овртека. Не Ама верувам. Instagram не верувам дека ќе го овртека Instagram. Instagram си е basic и користен колку веќе години е искочен Instagram. Освен ако да направат 2000 некоја некој, глупост. 2013. Освен ако не направат некоја глупост код Twitter.
Twitter. Мислам, Twitter уште користат, ама не... Твитер е уште многу користен. Твитер Според премногу мене е користен. не ни падна у користење според мене. Кој што сме? Падна. Не сум го знал. Ја би рекол само тие два ќе бидат најискористени. Twitch. Twitch маца тека афа по лека. Да, дека скоро сите IRL Аре стримери пак почна баш нешто многу. Еве Стварно? Speed ќе ни доаѓа Да, тука. Ама Speed снима на YouTube, не на Twitch. И на На Twitch Twitch стрим. И на И на Twitch, двете. Да, пред Ау, едно- имам се пред дека едно- само на YouTube. пред 5 сати од сега беше каде, Словенија. Вчера беше Хрватска, Е, завчера. Кога ќе Нешто дојде Македонија, го викаме на подкастот, фрниме на конаци зборови. Ќе биде на Лазаров 100%. Стварно. Лазаров ќе reach out на мора. Лазаров е. Па брат. со Леврон Знаеме ќе дека правиш, ќе а? направи. Шо? Со Кевин Леврон, оној бодибилдер. Да. Да. Брат, си да прави со Лазаров. Ќе викнеме тука Лазаров и готово. Да, Ќе нас... сетнеме аргументот. Петровец као викнеме него баш. Како сайдмен. Као сайдмен. Не почнеме тоа што со подкаст не ги викнеме. Ќе reach out ја ги готово средно на работа. Ке ричакнеме до Лазаров, ке кажеме, ние сме Петровец луцирани. А, ние Сайдмен кај што беа. Баш така. Не сте битни. Маца скокнеме од тема. Ајде да се вратиме, да. Вака, сепак, као најкористено, сепак мислам дека ќе биде TikTok. TikTok Тоа да. да. Се дека не го овертекне некој. Или баш. пак не, глеј, или TikTok, или пак некое друго, ако некое се создади во следните неколку години, што ќе исто така ќе има short form контент. Се создаде Threads, ама Исто брат. Threads беше ко У перфектно време. Беше у перфектно време направено за да го сруши Twitter, да, Ама беше се направено фанеш. само за да го сруши Twitter. ама ништо немаше. Ништо немаше. чатови, Знаеш како имаше промоција за да го релисуваат Threads? У Instagram, се сеќавам добро, не знам која година беше ова. Јас си лежам на крејет, брат, Добро. и одам нешто чепкав у settings. Тоа често си чепкав у settings, сакав нешто да, не знам, ми беше Добро. досадно, си чепкав у settings за секоја апликација. И гледам нешто чудно на Instagram, што не го е порано. Threads. И линк само. И таймер. Ја викам, чекај, што е ова? Имаше таймер? Имаше таймер. И јас само си чекам, не знам, беше околу 1-2 сат, не знам кога искочи Аха. точно. Ќе преварам после ова, ќе ти кажам, Добро. баш ме интересира. Знам дека седев до касно многу искочен, да станат буден, ама тош мал бе. И само одеднаш искочи. Линкот работи. Стискам на линкот, ме носи на download page. На App Store ме носи. Симнувам, логирам и на био ми пишува таму меѓу првите број. 100 бев да Да, ја. да. Бев многу Не, среќен. тоа беше многу добро од нив за да го хајпат. Да. И Ама- се уште го има на Инстаграм, ако скролаш, после некој време ќе ти скочи како од трец, ќе ти скочи. Да, ама не се популарни Threads, ама Threads се брат срање. Трец не сум симнал, ја трец. Не, ја го симнав Ради Ја го баџа. симнав дека сакам да знам што е. Дека сакам да знам што е. И затоа ми пишуваше меѓу првите 100, гледав дека имаше некои луѓе бајаш ми пишува милиони. Ево сега. Ама после го тргна тоа од бајо и... Да, не, зашто го тргна? Не знам, ја само за тоа го имав симнато Threads, ништо Можеш друго. само да Најверојатно- постираш сега, ништо друго. Најверојатно поради популарноста. Да, изгледам. Не знам, не сум користел Threads, а не сум буквално 5 пати сум се логирал на Twitter и тоа е Да, X, ама као тоа сме. знаеш колку ќе ти беше, тоа у бајош ти пишуваше бројка, знаеш ли колку скап ти го правиш акаунтот? Ти можеш да го продаваш акаунтот меѓу 100 првите 50 digits. За многу скапи тоа. Да бе добро се, ама тоа да го продадеш, ама Не го тргнаа после го уништија се тоа. не сме видекнал на Be Real. Be Reels, да. Сликаш од задна и прва камера, Пред- легендарно. О, Имаше тоа. Ја тоа буквално не сум нешто по социјални мрежи, Уште постои како Be што знаете. Уште постои, не сум Никако. го користел. Многу малце социјални мрежи користам. Инстаграм, Дискорд. А, не, ја користам многу. Не, Инстаграм и Дискорд користам. Месенџер со некој евентуално ако Не, некој- Messenger и Facebook ми се таму ко само да ги имам за школа, иначе ја никад не би ги користел. Буквално името не ми е моето име на Facebook. Место Лео не пишав Лео. Не, глеј, брат, Facebook, мислам, или Messenger, спрема Instagram, Messenger ми е многу подобро, знаеш? Messenger по многу повеќе... Според ти в кој? Instagram. Да. Bona. Не, барем чатот. Чатот Чатот е ист. не е ист. Ист е.
Го немаш тоа лајкче од страна што можеш да го прашаш. Имаш там за... Ја не сум го користил тоа во живот. Тоа е најдоброто нешто што... Кажи ми која ситуација ти пише татко ти, еј сине, абе. Шо, ради лајкчето ти е боље сам. Абе, сине, баба почина. Лајк. Утре идеме на погреб околу 8 сата, молам немој да седиш до касно, врати се дома. Не сакајќи ти лизга прст, лайк. Баба почина, лајк имаш! Преку телефон можеш да аплодаш файлс на Messenger. Файл. Можеш и на ваква. Не можеш на Instagram. Можеш. Как? Како? PDF файл, ово, оно. PDF. Word. Мислам дека на Instagram не можеш. Можеш. Не можеш. Како файл или така, не можеш да аплодаш PDF, Word, Excel. Работи не можеш. Не можеш да имаш. Сега провери буквално. Так, не можеш. И имаш стикери. 1 милион различни пека од стикери на Facebook. Отвори го групата за подкастот. Отвори ја групата за подкастот, те молам. Ајде, стој се. И кажи ми сега што ќе видиш там. Ама проблемот е што можеш... Не, слушај. Ај кажи ми што види там. Нема стикери? Извини, нема стикери? Не викам дека нема стикери на Instagram, туку на Messenger можеш да симнуваш пекови од стикери, така да Па ги и користиш. овде ти се пекови. Тука можеш да си... симнато нешто со жаби. Да си креираш свој. Да, можеш и да креираш Е, свој. добро, додуше на Messenger не можеш. Гаш га боли. Добро. Лайк. Лайк. Ама не, порано на Инстаграм го имаше тоа. Ама го немаше како лайк, го имаше како срценце. Да, на Messenger Излез. можеш како што сакаш да го менјаш. Знаеш колку беше basic срцето? Беше ко дереч црвено уште малце и многу се споредуваше него обично црвено срце да ставиш. Многу голема разлика беа. И беше ко дебело срце, не беше срце, беше фат срце. Уште го има, ама треба да го селектираш у стикер. Не знам, мене повеќе ми се допаѓа Messenger четот спрема Instagram четот. Иначе како апликација, Ето го. Ова дебело... Да. Тина... Не може да го видат ова, не ама... можат. Па добро. Не, Messenger како чат многу повеќе ми се свиѓа ми се допаѓа од Instagram. Иначе да, на BeReal. Тоа луѓе го смета како нешто што ќе се споредува со Instagram. Не. Брзо. Ја не би го мислел тоа, кој што гледам, тоа што прават беше ко Snapchat верзија. Нешто ко daily task, само да апдейташ твојот лайф. Исто ко Snapchat. Ќе стигнеш ама снап и не- го пратиш. Да, ама беше како представено како нешто како Да, the нешто- killer of Instagram. Да, ама имаше фактички како беше да наслов. килер в Snapchat, дека буквално повеќе кој беше користено BeReal, нешто беше Snapchat. Знаеш какви wild BeReal сум пракал? Логично, знаеш какви wild BeReal сум пракал на луѓе? Не знам, Ама го- BeReal... Тоа можеше да се допишуваш на тоа или Да, само слики можеше. да На правиш? BeReal? Да, имаше допишување опција. Се сеќам со Кико му праќав многу чудни работи. Мислам дека немаш опција за BeReal. Не, има. Стварно. Имаше опција за пишување, имаш reaction, буквално reaction може да се сликаш ти, уште е посмешно. Вака имаше една апликација, буквално сега наоѓам на Google. Мислам ги знаев по име, Yik се вика. Прв пат слушам за ова. Шо куре Да, тоа? значи била од 2013 до 2021. Еве какво е логото. 2021 ја знаеш што правив? Не, само да ти кажам, Не мрдав од дома. само да ти кажам како било. Не знам, И сега и таа апликација која симнеш, како праќаш пораки како анонимен си и ти се гледаат само во тие што ти се во радиус во 5 километри околу тебе, мислам. Тоа дека. звучи добро, тоа звучи интересно бага. И такви абсурдни работи правеле луѓето А постои уште? од 2013 до 2021, брат. Мисля, тоа беше било најпопуларно. Шо анонимно да си се допишуваш со некој? Беше смешно било тоа. На баба на ки пишам Буквално се. пишуваш како нешто како, да кажам како Twitter или така, нешто како објава, ама анонимна во радиус на 5 км од тебе. Значи нешто што има врска како со тебе. Например, замисли Слушај сега, дали како се викаше онаа апликација ко Walkie Talkie, Па има аднуваш friends и им збориш.
Он не може, Па тоа иако јас ми сакам да- изгасне Тоа телефонот. јас сакам да го најдам сега, Да, ама го имав не сега, знам. но не знам како се викаше стварно. Знам црвено беше логото. Не, имаше две порано апс. Порано едно беше како WeTalk, нешто така се викаше. WeTalk, да. Многу ама беше многу постар, ова беше направено од 2010 или некако и само беше forgotten. Мислам дека делитаа тоа од кога се направи ова ново со црвеното громче и конче. Да, тоа. И Како се викаше многу тоа? беше искористено. Знам кодови става на Instagram Notes, ги јаднеш и само на час и 7 и некој почна Да. писка. Од наш клас Дали нешто на Y почнуваше? не знам. Сред физика час. Знам, се сеќавам. Седиме, еден од наш клас му зборат на телефон и само се чуеш мајмуне, мајмуне, професорот вика ајга се го тоа таму, мајмуне. Најлегендарно нешто. Не знам, не сум нешто по социјалните мрежи. Затоа не би можел да... Мислам, не сум нешто up to date до толку. Да, устари, немам нешто друго што да кажам. За еднината, пак ќе биде Нема исто што исто како сега Исто ќе биде. најверојатно. Да, најверојатно. Instagram, Basic, TikTok, можда нешто ќе Не, искочи глеј, пред. имаш, секојаш имаш long form, short form и chat. Да. Тие три секојаш ти се. Reddit може да кажеш дека не е кој што беше порано. Reddit си е многу Сменет. да, не сменет. Мислам, добро би рекол сменет. комјунитито е исто, брат. Да, ама- Сите се ретардирани. Слушај, помалку луѓе има сега него што имале порано. Тоа Мислиш? мора да се призна. Да. Порано Reddit беше main врз Instagram би рекол дека било. Па тоа за, немаше некој друг начин да се најдат толку информации. Да, ама- Буквално имаш за што сакаш? Не, Што сакаш? имаш Искочи AI-зов, Google секад си бил таму добро, ама искочи AI-зов и Reddit престана се користи толку него што е порано. Ја Да. ти гарантирам, ќе речем player based, ама активноста на луѓе е помалку сега него Помала, порано. Го имаш заедници со по милион, 2 милиони таму. Абе, добро, да, мислам, не. Да, исто имаш А, колку Telegram threads што се Е. со по неколку Тентен, милиони. Тен, така се Тен, викаше така, тоа со да, walkie-talkie, дека тоа е тоа. легендарно. Не знам дали постои уште, ама многу беше Па не смешно. сега пред некое време го користе овие. Ау, не знам. Не знам. Знам како Буквално користам мене на ме бара да им се приклучам, брат. Ќе си пиеш од вода? Не знам. Ја прв пат слушам за Дачо се исписвата вода, го мрзи да стане се напони, крадено од намо. Ти така на Турција? И Skype. Скајп го гасија, нели? Да, го изгасија. Скај го изгасија? Да, да. Не знаев. Па, TeamSpeak, се сеќаваш на TeamSpeak? А да ти кажам, TeamSpeak имам слушано, ама никад уживо го немам користено. TeamSpeak беше пред времето на Discord, онака буквално се што ти треба само онака за voice. Да, За- имам само пример. за voice chat, ама проблемот е што се плаќа. Сега не се плаќа TeamSpeak, ама не е Discord. Мислам, има работа што треба да се плати за да користиш, например, повеќе чат или така нешто. Ама не е тоа. Discord е во се подобро. Да, Освен пренаоѓање, например, парти сакаш, например, CS:GO да играш. Ето, не, исто Парти. можеш. Ама не, Еле, имаш- можеш, ама на TeamSpeak ти е многу подобро за тоа. Не знам, можеш само да укажеш на Google, Discord service, tag with CSGO LFG. Не, тоа секако, ама многу подобро ти е на TeamSpeak за тоа, ама за онака, за општо ти е многу подобро Discord. Да, добро. Постои ли Да уште ти кажам, тоа ја TeamSpeak го Постои дознав. апдейтираат. Кога Ја. апдейтираат? Кој е TeamSpeak? TeamSpeak. TeamSpeak бе брат, Не знам. последниот апдейт сега пред некој време искочи. Сака, Еден така. друг апдейт. TeamSpeak 6 мислам дека апдейтот им беше скроз ревамп на тоа што кој има претходно. Ја TeamSpeak го дознав, кога си скролав на TikTok и само Едно видов евро некој кошта. Што е ова? со пари. TeamSpeak Леле. voice chat. $1.06 кошта. Многу. Ја дознав за TeamSpeak на Discord, само си скролам, видов некој convention fair, нешто game fair, не знам, и само имаше некоја жена идеше од човек до човек и прашуваше дали користи Discord и TeamSpeak. 50 души кажаа Discord, дали тројца кажаа TeamSpeak. Да, TeamSpeak И, дефинитивно. и од тогаш дознав што е TeamSpeak, која Guilded, знаеш што е Guilded? Не знам. Врска. Ако ми објасниш, да. Guilded ти е буквално како нешто како помала, буквално Discord, како со некој плюс плагина, мислам буквално бесплатен Discord за се. Ама Мислам добро, дека. ти можеш да направиш бесплатен Discord со Vanguard. Имаш Зборам алтернативи. однака само, ама Guilded е многу мал и има како многу кочи, кога користиш многу кочи. Ага. Discord ако мислиш дека кочи,
Килден многу повеќе кочи. Не знам, Discord ми не ме закочено, тоа е до мојот срањи интернет што си био. Не зборам пинг, туку онака ти зборам како да ти има закочено како да го отвараш. Не, ми нема. Гилдот има некои од тие проблеми. Се уште такво не ми се. Па добро тогаш. Мислам дека тоа иднината буквално исто Да, паса. Толку тоа. Сега треба малце. Па добро. Но чекајте, важно нешто, мојот цртеж мора да се каже, што е. Ајде, сега еве слика на И тие. да, ја до него седев не видов, што е, леле. Тоа е Сакам ова. да се искоментира ова. Имам, мора да го објаснам ова. Не, ќе ставам слика на YouTube. Знам. Нема. Уживај, ама мора да се објасни сликава на вас. Добро. Го имаме Дачо овде прв, држејќи едно скопско, не златен даб, Само скопско, скопско. со мабор црвено. Добро. Го имаме Лео, го имаме Амел со турски суџук у рука. Мора турскиот суџук да е таму. И го имаме Тим. Зошто сум ја толку ни? Океј. Тоа е тоа. Фала ви што слушавте. Ќе се видиме следна недела.